Здраво, другари, здраво на сите, здраво криптореволюция. Да ставам таймер, да не отлитаме еден саат. Значи, другари, фала на сите комплименти. Конечно почнам да добивам позитивни пораки, дека и се много допајат видеата со сликите, со сликовит приказ. И чим сагате така, најчесто ќе извадувам дел од дневните видеа што ги постирам у нели на самиот вебсайт и имате ги у видео нюз, ќе вадам слики, чисто да ги разгледаме што како. Че ми се допаѓа, супер. Исто на многу луѓе се допаѓа, сакат да видат што повеќе имам од другата колекција. У Македонија мислам дека има за Star Wars, не Лего, не се Лего, некој ме праша дали се Лего, не се Лего. Лего имам само еден брод од Мандалориан и тоа мислам сега за се не земав Лего, затоа што од Македонија ако го ставам у багажо може да го нели да испоизгубам некој дело. У Македонија планирам да си направам колекција со Лего. Мислам дека Славчо ми кажа дека има и дека кажа дека и овие чуда се продават. Многу луѓе сакат да видат. Браќа, имам го ово чудо. Ово е TIE Fighter. Чудото е... Ово имаше само едно у цела такво го купив. Гледаш тука као демек е погоден. Само у една продавница го најдов. TIE Fighter или Twin Ion Engine. Тука свиѓа ми се такви ситните детали. Гледаш, отвара се. И може да го видите само тоа преку дента, требаше, немам светлина. Тука има, после ќе оставам. Гледајте, има го човечето, пилото го има. Че камерата тестираме. Има го пилото. Гледајте го. Тоа ми се свиѓа, брат. Тоа ми се свиѓа дека такви колекции, дека и најситни детали има како геймер и си ги сакам, разбираш, тие работи. Планирам да си направам голема колекција. Затворен брато. А другото е, чекай да го изгасам. Другото ми е Starfighter на Йода. Исто много интересно чудо. Само нема, треба преку денски. Тука R2D2 го има и отвара се кабината. И да видиме камерата, ќе го зумирали. Нема доволно светлина. Йода е унатре. Не знам дали ќе се види. Ово плюс дечки да тестирам камерата. Чекай да видим тука ока. Собирам си колекции, нема ништо страшно. Сакам, например, кога си направам студио дома гейминг, од позади да ги наредам. Тоа повеќето луѓе сака да видат и што други колекции имам, сакали они да си купат. Не е лошо да си имате такви колекциички. Туку у Америка се движат од 15-35 долари, зависи колки ги начекате. И стварно луѓе, ако ги начекате, иначе се живо се изнакупува. А ако ги порачате онлайн, може тие од Амазон некој пат да ви наплатат за една таква играчка, да ви наплатат и плюс 5 или 8 долари или 11 долари деливери, што се луди, например, ама никош нема да порачувате една. Јас си ги собирам и што викаш еден пријател, вика и децата, вика кога се родат, вика што ќе направат, ќе бидат стајани у такви пластифицирани кукишта и ќе гледам братче, на нив ќе купам други да си играат со тие што не се колектибл. Овие колектибл имат дисциплина да има, брат, нема да може да прават што сакат, брат. Треба дисциплина да има, разбираш. Што сакав да кажам, нов тип на видео, луѓето ме замолија, ако, само да долееме гориво. Луѓето ме замолија да снимам видео, например, со 1000 долари, например, да не е финански совет, со 1000 долари шо би купил. Ама не да е финански совет. Шо би купил, да речем имам 1000 долари, шо би купил, али не се заинтересирани за биткоин, етириум и кардано. Викат, например, ние ги имаме више за 1000 долари, имат ги више... само се наместам тај стол. Имали ги за 1000 долари, да речеме, биткоин, етириум и кардано и DAO, 30% биткоин, 30% етириум, 30% кардано и 10% ги имали DAO,
и викат сега за нова илядарка, да речеме, кои коини ки ги избереш. Другари, ки ми извините, ки викам само коини, оти некои си токени, некои коини, не може да ги запомнам сите и не ми е битно. Ки ми извините. Значи за $1000 шо би купил, а да не е биткоин, етириум, кардано и дао-полис. Значи тия виши шо ги имат, ги интересира за една нова илядарка, шо би составил. Значи другари, овака, сликата я знаете, познатата слика, е таа, дека зашо ги разгледам овие, да речеме. Затоа шо најголем дел ви кажав у портфолијата, американците ги имат овие. Се друго гемблинг шо го имате на мали проценти. Го имат на мали проценти. Али највеќе ги имат овие чуда. Нели, тргаме го биткоин, етириум, другите и Cardano, и Ripple ми кажа да го тргнам. Шо би купи и Solana ми кажа да сега текна да го тргнам, затоа што Solana нели го зборам за кажувам го повеќе видео дека има staking reward со 7,8% и елитите ќе го трупа. Шо би купил друго. Значи другари, одам на сигурно. Да речеме кога више имате за илјадарка тие како заштита, значи имате две илјадарки, илјадарката сте ја ставили биткоин, етириум и Cardano, значи другата илјадарка не може да ја изгубите затоа што биткоин, етириум и Cardano и најризично нели дао полис со Star Atlas ќе ви ја избие таа илјадарка со сигурно. Самиот етириум на 30% ќе ви избие таа илјадарка наредната, така да е. Значи идеме овака. Значи да запишам ли не. Значи имате Avalanche. Значи сите американци го држат у портфолиото, 200 години е, издржа чуда, нема да улавам у тоа каква технологија е. Значи секој може сам да пролиста, затоа што народот тука се изгуби. Каква технологија, каква е да е технологија, шо и да е, не знам шо е да имплементират луѓе, може утре ќе пропаднат, може утре нешто ќе банкротират, може ќе ги хакнат. Значи филозофијата у криптото е шо е актуелно моментално, издржало е толку време, присутно е од 2021, мислам, присутно е 5 години да речеме, може и порано да е креирано, ама all time low пред 5 години го дава, така ли? Значи 5 години не е изчурело и уште сите американци го зборат. И сите американци верувато него го држат у портфолио. А уствари реалноста е дали 10% знаат што технологија и верувато него, другите 95% ги интересира како ги копат американците коините, ќе ви кажам сега. Значи гледат тука, 5 години е присутно, така ли? И имат некоја сигурност. Сите берзи го имат, тука ако проверите, Markets, гледате, имат го, најаките берзи го веќе имат, гледаш, има го на Binance, има го на Coinbase, има го на KuCoin. Така се гледат, брат. На Binance, на Coinbase, на KuCoin, на KuCoin, брач. На KuCoin, има го на Bitfinex, има го на Kraken и тоа ви е доволно. Значи, на тия добри големи берзи го има, враќаме се на Charts, шо правиме? Еве, од илјадарката за $200 купуваме делено на 24.20, купувате 8.26 коини. И шо правите? По all time high е било 146, така ли? 50% да го продадете на 146, да речеме, другите и да ги чувате за по-голема такво е ризик, да речеме ваш, али еве јас како би го играл, на сигурно така ли, да направам профит. Купувам го на 8, купувам го нели за $200 на оваа цена, не чекам дали ќе падне или не, и еве $146 е било, така ли. И си го програмирам компјутерот тие 8 по $146. Тоа е, другари, $1206. Значи, вие спремате илјадарка, ставате $200, значи само, ставате $200, т.е. 20% од илјадарката, вие веќе имате, уиграсте да ја избиете таа илјадарка, дури да направите $206 профит од озгоре. Значи, запомнете, Avalanche 20% од илјадарката, $200, еве тоа. Идеме следно, идеме Stellar. Таква технологија било, ово било, оно било, литна, никој не знае да објасне, значи елитите го купува
тия филозофии, другари, каква технология, пишете на YouTube каква технология е Stellar, пишете на Google и улезете длъбоко. Я нямам намера да филозофирам. Stellar съм го спомнал пред 2000 години. Значи, що правите? Исто, 20% одем е $200, делено на 0.43, еве и тия назад ги ставаме 9 ден. Купува се 455 коини, значи присутен е 11 години, другари. 11 години е присутно чудото. Значи пред 8 години е било 0.93, значи време му е да направи all time high. Значи нема да филозофирам дали ке отиде $2-3. Това, другари, по правило барем трябва да отиде на $2, да речем минимум, за да биде интересен на наредните 4 години. Разбирате ли? И нели зависно що технология ке имплементират. Ама не улавайте от тази филозофия да се привързете, па таква технология бил, па во бил. И Axie Infinity беше, и Gala беше много яка технология от гейминг свето, и Illuvium беше много яка, и Sandbox Snoop Dogg си купуваше земя. Разбирате ли? И Big Time чекахме месеци да купиме, да купиме земя. Земята я купи в 1800, тя не вредени $50. И никой не играе играта, затова защото трябва страшен компютър да имате. Страшен компютър трябва да имате. Че само да проверям дали снима, да не бръмблам на празно. Снима. Значи трябва да имате страшен компютър, луги, за да играете и интернет, за да играете Big Time. И що се случи сега? Я имам заробено там $1800 и плюс ще не знам колко у Big Time. Тоест имам заробено Ethereum, който съм го сменил. Зато не се привързувайте. Еве, кажувам ви какво да копате. Значи, какво да изкопате информация. Значи, гледате го, 11 години е присутен, пред 8 години е бил 0.93. Значи, трябва да стигне до 2, али вие играете сигурно тук с тази ледарка. Значи, за $200 още наредните 20%, купувате 455 коини на оваа цена, така ли? И гледаш одете. По 0.93 на 100% сигурно играете. По 0.93 другари е $423. Така ли? Не е много, али другари, ни една банка па не ви дава двойно. Така ли? На ни една работа одете, работите, па не ви дава двойно. Значи ако мислите дека е много, ово дека е малко, не е малко, другари. Значи сметайте, онамо сте виши направили колко беше 1200, така ли? И 400, 1600. Значи вие сте ставили ледарка, а вие сте направили 1600. Разбирате ли? Значи, то е, значи, финтата е да не я загубите ледарката. Така ли? Stellar. А еве да речеме, ако иде на $2, що така сметаме? Еве 800 да речеме. 50% го продавате на 0.93, 50% го чувате да го продавате на $2. Ама то е много тежко да го погодите. Може да отиде $1.98 и да не ви завърши транзакцията, да ви изпълне, мислям. Следен идеме Chainlink, така ли? Chainlink е исто на 20% и $200 делено на 18.32 купувате 10. Скоро 11 коини. Другари, он е присутен 8 години, може да и повече. 8 години е бил all time low, all time high е пред 4 години бил 52.88, така ли? Значи вие купувате скоро 11 идете на сигурно на 52.88. Еднакво на $577, другари. Значи 500, трябваше да ги запишем, значи колко беше на 1200 и 400, 1600 и овия 500, 1600 и 500, 2100 да речем, и 700, 2300 да речем. Значи висши сте, може да лупнав сега. Не може да се концентрира на математика и да бръмлам. Математиката секошко почвам да сметам и е тралала. От там беше 1200 и колко, значи филозофията е, правите, трябваше да го пресметам, правите и тук правите 577, разбирате ли, $577, аз се ставили 200, така ли? Значи, овоа и ледарката сметате и ледарката ще се ставили, овай коин пола ви избива от ледарката. Значи не е малко. Сега пресметайте един шо викаше на $10,000 вика. Значи исто ти е на $10,000, па сметайте колко пари може да направите с овие. Що се по-сигурните да речем. Другари,
Други одеме Polkadot, така ли? Исто, Polkadot $200 делено на 4.09. Купувате 48.89 койни. Polkadot не е ли един от креаторите на Ethereum? Префърлува се, граде го Polkadot. Само до сега е на слава, няма нищо посебно. Само е на слава, на мобет. Американците го купуват. Значи 48 по, гледате го, 5 години. All time low 2, all time high 55. Значи не е бил 0 центи, значи да се плашите. Значи $55. Значи по колко? 55. Другари е 2689. Значи вие со Avalanche на $200, со Avalanche на $200 правите $1200, а со Polkadot, другари, на $200 правите 2689. Айде да пресметам, да речеме, чекай. Значи 1200 беше на Avalanche, плюс 2689 со Polkadot, вие, другари, имате, го играсте за $3889, плюс, нели, 500 од овоа, значи миниме $4500. Значи само со овие коини миниме за 4500, другари. Вие да стигнете до тази сума, ставили сте илјадарка, да стигнете овај bull market, да направите толку пари, да не се лажем, брат, тия пари имат вредност. Знам дека вие си фантазирате за маме коини за милиони, али еви, другари, после сами си представете на $10,000. Не е финански совет, во е за илјадарка, ама представете си на $10,000, сами ќе земете Digitrон, ќе се помачите, да пресметате, гледай, другари. Значи до сега ќе го пресметам 3889. Така ли? Плюс 556 ли беше за ово? 4445. Така ли? Значи и повече беше. Кој коин го забрифали? Мање битно. Avalanche, кој беше? Stellar и Chainlink. Еве на Stellar колко беше? Плюс колко беше? 400. 445 го ставам. Да речеме, лупам 4890. Трябваше да ги запишем, ама и колко беа? $200, 400, 600, 800 и еве го последниот Суи, мада ја би го изиграл обртно овака сега. Значи, последниот за $200 го сметам, другари, за $200. Значи, тргам го Суи, сите американци што го имат, пошто не можем да му проценам, гледате, тука е $4, он е више all time high на 5, не можем да ја проценам. Тај ќе ја купите за екстра една стотка, ќе ја купите за екстра стотка и ќе го чекате, да речеме, ќе ви објаснам. Значи, прво да завршиме со илјадарката. Значи, со илјадарката, последните $200, 20% последни. Значи, гледаш кои кажаме тука, 20%, 40%, 60%, 80% и последните 100, значи $200 купувате Юпитер. 0.555, лели шо напишав. $200 делено на 0.5556. Купувате 359.97 коини. Значи, пред 4 месеци берзата зашо функционира? Затоа што, другари, гледайте. Само ја тука имам околу $10,000 на неа. За што планирам на 0.16 да пробам да ги флипнам. И плюс имам, другари, ово портфолио $14,000. Кој што преку таа берза ги купувам и ги надувам и сите трансакции. Се што ми треба да си купувам, свапнувам преку таа берза. Значи јас со портфолио од $24,000 тука флипам, да речеме, и купувам Solana, правам трансакции чуда и плюс за играта што си купувам работи се преку Юпитер. Значи јас со портфолио $60,000 флота и портфолио 20 и нешто илјади у Wallet, ја користам само Юпитер за Star Atlas. А замисли си, натаму кога ќе почнат повеќе луѓе да ја користат, значи таа берза по правило треба да се дигне, да се врне многу лесно на $2. Таа скоро беше пред $2, мислам да ќе оди многу повише, само не може да проценам колку. Значи $359 по, видиме на сигурно, 2.04, другари е $734, така ли? Значи тука више сме 4890, плюс колко беше? $734,
5624 долари, другари. Значи, айде да имаме камерата. Значи, повише да не се кам другия колко беше. Значи, 5624 долари. Значи, соиледарка ви покажав како може лесно да направите 5624 долари. Така ли? Значи, другари, и другата стотка, што ќе изкопате од баба ви, од дедо ви на заем, или ќе земете, ќе скратите уште една негативна, од негативните ваши пороци, кои што сигурно ги имате, ќе скратите и ќе си земете за 100 долари суи. Значи 1100 долари ќе испадне, 1000 долари овоа портфолио по 20% и стотката да го имате суи, нели од американците го сите имат у портфолио, не знаеме што ќе се деси, го држите како бонус. Значи бонус да го играете на по-голема сума да го продадете. Да речеме на 8 долари или на 10. Значи да направите некој профит. И плюс не е лошо да го имате у портфолио. Не се знае, ќе дава стейкинг rewards и такви работи. Значи другари, еве покажав ви 5624 долари и повеќе како може да направите соиледарка на сигурно да ги продадете на all time high, без да се лакомете за овоа, кажи го за таквото, кажи го за без да се лакомите за нови цени, разбираш, да пробие. Значи тоа е, другари. Еве, тоа ви го пресметав. Чекай да зголемиме тука само да не надминам 30 минути. Значи тоа ви е, другари, за илјадарка што да купите. Значи 20% Avalanche, 20% Stellar, 20% Chainlink, 20% Polkadot, 20% Jupiter и екстра стотче или песка за SUI. Некој може да го изиграе, нема да го кажувам дава полесна или кажава да не го кажувам, че да налееме бензин. Значи, другари, тоа е видеото накратко за, кажи го за овоа. И се автоматски, поради тоа што го направив овоа више видео, ставам го Avalanche за вас, го ставам Avalanche на watch листата, за да го гледаме. Значи на 24 долари 26 ставаме го на watch листата, Stellar е веќе ставен на watch листата, Chainlink е ставен, Polkadot е ставен, Jupiter е ставен, SUI е ставен и тоа е. Значи еве, сега го додадов луѓе и за вас го додов и Avalanche како технологија, за да следиме да видиме оваа илјадарка аналитика, дали ќе испадне да направите профит. Значи, тоа е, другари. Еве, на академијата планирам, представете се уште колку работи имам идеи. Значи, се што треба е тие луѓе да скратат кафе, цигари, кафана, гардероба што не и треба и да скратат тие штетни пороци и ќе видите луѓе како на секој месец кога ќе ги скратите тие работи, ќе видите дека ќе имате пари. Ќе имате пари за да си трупате портфолио. А па замисли си плюс за пари што ви требат за заштеда или ќе скратите, нема да отидете на дозимување, нема да отидете една година на зимување, една година нема да отидете на летување, ќе скратите и од тамука и ќе видите, другари, како полека, како кај американците, ќе ви се појавуваат екстра парички и ќе имате тие парички да ги уложите и од како ќе ги уложите тие парички, другари, вие ќе почне да ви се променува вашиот живот со тоа што вие улавате градите портфолио у крипту, градите портфолио у кое што веќе од 4 до 7% од светската популација веќе улезена има портфолио, а замислете си рестото 90%, 93% кои ќе упаднат, вие више ќе бидете спремни со тоа, ќе знаете еве како да ги изберете и ќе знаете и ќе помнете која е технологија, ќе знаете што американците ги интересира, што не ги интересира и тоа е, другари. Значи еве, нека биде видеото толку. Значи на илјадарка, другари, имате луѓе, колку беше околу 6000 долари ќе може да бидете у игра да направите. Па сега со илјадарка, ако има на друго место да направите 6000 долари, сакам да ми снимате видео и да ми докажете, да видиме, ја и видеото ќе ви го објавам, да ми докажете како за илјадарка сте направили 6000 долари, при тоа да е легално, да е технологија и да е, како да кажам, да е
да не е високо ризично у стило да е нещо фантазия. Лупам сега. Изгубих я мислята што сакав да кажам. Другари, чао! Тоа ви е за Иледарчи.